Неточно издание на регионалните вести на телевизија КИС. Група од 10 лица со бейсбол палки нападнале двајца тетовци вчера на улица во Тетово. Во физичкиот напад повреден е 26-годишник. 26-годишен тетовец денес околу 4 часот пријавил дека 1 час пред тоа на улица Љубо Божиновски пиш во Тетово, заедно со неговиот 19-годишен другар, биле физички нападнати од 10 непознати лица, соопшти денес СВР Тетово. Предходно напаѓачите со 2 патнички возила и мотоцикл запреле на местото на кое двајцата седеле со уште неколку лица, слегле од возилата и со бейсбол палки и други тврди предмети почале да трчаат по нив. Бегајќи тие влегле во дворот блиска куќа каде ги стигнале, пошто пријавителот повеќе пати го удриле по главата и телото, нанесувајќи му видливи повреди. Пошто напаѓачите на брзина се оддалечиле, а на повредениот му била укажана лекарска помош во Тетовската клиничка болница. Се преземаат мерки и активности за целосно расчистување на случајот и пронаоѓање на сите инволвирани, стои во соопштението на СВР Тетово. Инаку за настанот на социјалната мрежа Facebook објава има од навивачката група Војводи. Тие пишуваат дека биле нападнати нивни членови, при што повредени се 3 лица. За среќа сите денеска се добри, но со видливи траги од ударите кои ги добиле. Настанот се случил откако добрил еден моторцикл и 2 возила, и од нив излегле лица од албанска националност и без повод и причина ги нападнале. Понатаму во објавата стои: најверојатно некој сака да ги префрли немилите сцени од Скопје сега и кај нас во Тетово. Но едно ќе ви порачаме на вас, душмани, кои секогаш напаѓате 10 на 1, бидејќи само тогаш имате храброст. Да не се играте со оганот, кој во моментот тлее низ цела Македонија. Не додавајте бензин во него, оти ќе изгорите сите, многу добро не познавате и знаете на што сме спремни. Стои во објавата на нивната Facebook страница. Брачен пар од Гостивар завршил со изгореници од пожар кој избувнал во дневната соба на нивниот стан. Мажот со изгореници по телото е префрлен на скопските клиники. Во пожар кој се случил во стан во Гостивар вчера вечер потешко бил повреден гостиварец, а со изгореници се здобила и неговата жена. 40-годишниот БЈ во Гостиварската општа болница Ферит Мурат бил донесен околу 22 часот и 20 минути со изгореници по телото. Додека спиел во дневната соба, од засега неутврдени причини избувнал пожар, кој за кусо време го изгаснала неговата сопруга, која исто така се здобила со изгореници на рацете, соопшти Министерството за внатрешни работи. По укажаната лекарска помош, гостиварецот бил пренесен на скопските клиники, каде е задржан за натамошно лекување. Полицијата соопшти дека презема мерки за расчистување на случајот. Пиштол пронајден во тоалет во Гостиварската болница. СВР Тетово информираше и за пронајдени експлозивни направи на нива во атарот на село Порој. Вчера околу 16 часот и 20 минути во женски тоалет на Гостиварската општа болница Ферит Мурат пронајден е пиштол црвена застава М57 калибар 7,62 мм со 8 куршуми и футрола, како и 3 банкноти евра и денари. Набрзо е утврдено дека пиштолот е сопственост на 68 годишен жител на Мало Турчане, кој го поседувал со дозвола и според чие кажување го заборавил на тоа место. Извршен е увид и се расчистува случајот. СВР Тетово информираше за уште еден случај на најдено оружје. Вчера околу половина час по полноќ полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово извршиле проверка во нива засадена сопчинка во атарот на село Порој, при што се пронајдени минофрлач калибар 60 мм со 18 гранати и рачен фрлач РПГ-7 со 5 ракети, кои биле ставени во 6 вречи. Извршен е комплетен увид со учество и најавен обвинител. Оружјето е подигнато за натамошна постапка од припадници на единицата за антитероризам на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. Станува збор за старо и неупотребливо оружје кое ќе биде уништено во соодветна постапка. Се работи на целосно расчистување на случајот. Полициската статистика бележи 12.786 различни видови прекршоци направени на подрачјето на СВР Тетово за 6 месеци.
12.786 различни видови прекршоци, откриени во вкупно 552 акциски, локални и засилени контроли, спроведени во изминативе 6 месеци од оваа година на подрачјето на СВР Тетово, како и во редовни активности. 7563 од прекршоците биле откриени во Тетово, додека 5223 во Гостивар. Откриените прекршоци соодветно законски се заокружени, односно санкционирани се со 5020 прекршочни и 7766 мандатни платни налози. Покрај ова, полициските службеници на СВР Тетово изготвиле и поднеле 7118 барања за поведување на прекршочна постапка. Најголем дел од нив во Гостивар, 4124, додека во Тетово 2994, против исто толку регистрирани сторители, а на 1806 возачи впишани им се негативни бодови за сторените прекршоци, 1095 на подрачјето на Тетово и 711 во Гостивар. Најчест прекршок во овој период е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење, 463. Со вкупна бројка од 203, застапен е и прекршокот недржење страна, од кои дури 191 во Гостивар, а 12 во Тетово. Потоа непочитување првенство, во кој од вкупно 35, 33 биле во Гостивар, а 2 во Тетово. Управување под дејство на алкохол 11 во Гостивар и 3 во Тетово. И друго. Пребрзото возење е причина број 1 и за 155 од вкупно 517 сообраќајни несреќи, кои во првото 6 месечие се случиле на ова подрачје, информираат од СВР Тетово. Фондацијата Допир од Скопје како непрофитна хуманитарна организација започна акција за собирање на средства преку интернет плаќање на нивната страница bidihumansega.mk. Моментално се собираат средства за 8 деца кои имаат потреба од лекување во странство и немаат помош од Фондот за здравствено осигурување. Допир од Скопје преку својата платформа Bidihumansega организира кампања која на централизиран начин собира донации за помош на семејства кои тоа не може да го постигнат сами, а го прават заедно со нашата фондација. Главна цел на фондацијата е да на организиран начин се собираат парични средства за помош на болните деца во Македонија. Оние деца кои што не може да се лекуваат во Македонија и за нив е потребно лекување во странство. Пред се станува збор за деца кои што не се поддржани ни во листата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија и од тука на еден централизиран начин, организирано, преку ваква заедничка кампања, се трудиме да собереме донации за помош на овие деца. И средствата кои што се донираат за овие деца, одат пред се на збирна сметка на фондацијата, каде што се распределуваат за секое дете подеднакво. Значи, вие, хумани луѓе, кога донирате средства, треба да знаете дека вашите средства се распределуваат подеднакво на секое дете од листата која што се наоѓа во моментот на нашиот сајт. Правилникот за работа и сите други елементи, барањата за секое дете корисник се наоѓаат јасно прикажани на нашиот сајт. А еден од главните принципи на работа е што ниедно дете или ниедно семејство парите што ги донирате вие не ги добиваат на рака, туку напротив, штом ќе се собере потребната сума, се уплаќаат директно на болницата каде што даденото дете треба да се лечи. Во моментов на нашата листа се наоѓаат 8 деца кои што имаат потреба од финансиски средства за лечење. Станува збор за болести и односно за потреба од лечење кое што во Македонија не може да се изврши. Тие треба да одат во странство. Имаме значи деца кои што имаат проблеми со очите, операција во Турција, операција во Србија, операција за заседување матечни клетки во странство. Значи тоа се сепак тешки болести, каде што од тие 8 деца според нашите сознанија
доколку се извршат операциите за 6 деца, сигурни сме дека резултатите ќе бидат скоро 100% успешни. Со оглед дека во странство постојат други методи понапредни во поглед на лечењето. Токму ваквата ваше донирање ќе им помогне на овие деца да се изборат со овие своји болести, да се изборат со животот, да имаат пристоен живот и еден ден и тие да станат родители. Во петок на 20 јули во спортскиот центар Борис Трајковски ќе биде свечено отворена петтата светска средба на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија. По тој повод дента во 9:30 часот ќе има организиран превоз пред Центарот за култура Илјоантевски смок во Тетово. Во пресрет на одбележувањето на 70 годишнината од детскиот прогон од 19 до 22 јули во повеќе града низ Македонија со многу манифестации и активности ќе се одржува петтата светска средба на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија. Незината основна порака, како и на сите претходни, има хуманистички карактер за мир меѓу народите и државите со осуда на војните и политичките прогони на децата. На 20 јули во 11 часот под покровителство на владата на Република Македонија ќе се отвори свечено во салата Борис Трајковски петата светска средба на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија. Ги повикувам сите граѓани на Тетово што се заинтересирани да дојдат и да допринесат со своето учество за побогата и поубава програма. На 20 јули во 11 часот ќе има автобусот пред Домот на културата од Тетово бесплатно со цел да можеме кој сака да дојде да учествува на средбата. Петтата светска средба на децата бегалци ја организира Републичкото здружение на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија во соработка со здруженијата од Велес, Штип, Радовиш, Струмица, Битола, здруженијето од Скопје и здруженијата на децата бегалци од диаспората. Значи, оваа пета светска средба поред не само што на 20 јули ќе одржи свечено отварање во салата Борис Трајковски, на 19 јули ќе положиме цвеќе пред споменикот на децата бегалци во паркот Жена Борец, на 21 е пикникот помеѓу Штип и Радовиш во манастирот Свети Пантелемон на Пилавтепе и завршната манифестација ќе биде со панихида во соборниот храм Свети Климент, како и вечерата во Континентал. Исто така е користам оваа прилика да ги поканам граѓаните на Тетово и на Гостивар, како што рековте, бидејќи вашата телевизија го опфаќа и тоа, да дојдат доколку се заинтересирани и на пикникот во Пилавтепе, тоа е помеѓу Штип и Радовиш, и на свечената вечера во Континентал. Картите за вечерата се 300 денари. Може да се јават позади на оваа програмче, има организационен одбор, значи за Тетово има точно напишано кои се што се. Водени од хуманистички побуди и потреби, по нивна иницијатива во 1988 година била организирана првата светска средба на децата бегалци во Скопје, која даде поттик за нови јубилејни средби. По 10 години се одржа втората, исто така во Скопје. Во 2003 третата, а 5 години подоцна и четвртата, каде повторно беше домаќин град Скопје. Инфосесија на подпрограмите Култура и медија на програмата на Европската Унија Креативна Европа денес се одржа во просториите на општина Тетово. Присутните се информираа како да станат апликанти за повикот. Програмата Креативна Европа е единствената програма на Европската Унија наменета за културните и креативните сектори и аудиовизуелниот сектор, концепирана, односно дизајнирана е да во себе содржи две подпрограми, едната е подпрограма Култура, втората е подпрограма Медија, која што е наменета за аудиовизуелниот сектор. Меѓутоа, потенцијалните корисници сепак во подпрограмата Култура можат да бидат и самите општини, пота културните институции, владини, невладини, креативните сектори, приватните организации и слично. Во основа овие инфосесии имаат пред се информативен карактер, пред да бидат објавени повиците за аплицирање, ова се заеднички инфосесии со подпрограмата Медија и покрај тоа што двете подпрограми таргетираат на различни таргет групи. Целта е во основа да ги информираме потенцијалните корисници, да почнат да размислуваат за подготовка на проекти идеи кои што
во текот на оваа година, кога ќе бидат објавени повиците за аплицирање, ќе може да ги достават директно до извршната агенција за образование, аудиовизуелна дејност и култура при Европската комисија, а доколку потенцијалните корисници односно апликантите, нивните проекти бидат одобрени, имплементацијата на проектите ќе започне со фискална 2019 година. За разлика од култура, во медија имаме поголем број на повици за аплицирање, значи вкупно се 14 на годишно ниво и воглавном се делат на 3 категории на можности за аплицирање. Значи едната категорија е наменета за филмски продуценти и таму спаѓаат воглавном повици за развој на проекти, нели во различни форми, додека другата категорија е наменета за дистрибутери, каде што исто така низ неколку различни повици за аплицирање може да се јават како апликанти дистрибутери на европски филмови во Македонија, меѓутоа тука се исклучени македонските филмови, значи тоа е за европски ненационални филмови, додека третата категорија е малце поширока во однос на тоа кој може да аплицира, значи во третата категорија на повици спаѓаат организација на фестивали, тренинзи, усовршување, развој на публика, пристап до маркети, значи таков тип на проекти за кои што може да аплицираат и невладени организации, општини и така натаму, значи поширок опсег на корисници може да има во таа категорија на поддршка на проекти. Советот за стабилизација и асоциација на Македонија и Европската Унија во Брисел го одржаа 14-тиот состанок. Се разгледуваат теми за односите меѓу Македонија и ЕУ во рамки на спогодбата за стабилизација и асоциација, подготовките и предизвиците кои произлегуваат од временската рамка за почеток на преговорите, која неодамна ја усвои Советот на Европската Унија, како и останатите теми поврзани со европските интеграции на Македонија. Советот потсети дека спогодбата за стабилизација и асоциација останува во сршта на односите меѓу ЕУ и Македонија до пристапување на земјата кон Унијата. Свој обраќање на Советот пред јавноста имаа Федерика Могерини, висока представничка на ЕУ за надворешна политика и безбедност, Јоханес Хан, еврокомесарот за проширување, Никола Димитров, министер за надворешни работи и Бујар Османи, вице-премиерот за европски прашања. Се надевам дека овој дух ќе биде одржан и за други на други полиња. Проценката јасно е поставена и патеката кон Европската Унија сега е незапирлива. Ние сме до вас, ова патека, рака под рака, за да го постигнеме напредокот во претстојниот период. Патот кон ЕУ треба да се смета за стратешки план за земјата и во која учествуваат сите заедно со граѓанското општество. Треба да се направи неопходната подготвителна работа. На 17 јули, веќе следниот вторник, ќе дојде екипата од Европската комисија за да ги создаде условите заедно со владината администрација, што е наша колективна одговорност, но повторно би сакал да нагласам дека оваа подготвителна работа не е нешто што се прави за неколку недели, туку потребно е време да се подготви работата за отворање на поглавијата и да се погледнат сите други елементи. Потребно е време, треба да бидат внимателно подготвени и динамиката која што е креирана ќе продолжи и тоа е клучно за да се заврши ова работа за тек на една година. 14-тиот совет помина добро и за добри причини, бидејќи испорачавме и дома. Сме основани, ги исполнивме ветувањата кои што ги дадовме како резултат од кризата на институциите, дека ќе изградиме поинаква демократија во земјата. Ова е најдобро реформска алатка која што имаме на располагање, потребно е време.
Некои работи се случуваат релативно брзо. Имаме значително подобрување за слобода на медиумите, за други работи се потребно повеќе време. Си поставивме цел да испорачаме реформи, да испорачаме позитивен пристап кон затварање на политичките прашања, да изградиме односи на доверба со соседите, меѓуетничка доверба внатре и имплементација на Охридскиот рамковен договор. Си поставивме цел да ја вратиме Република Македонија онаму каде што заслужува, назад на патот на европските интеграции. И од денешна дистанца, со длабоко олеснување можам да кажам дека успеавме. Денеска во погоните на Фени индустрии во Кавадарци се изврши ништење на разновидно неупотребливо, односно трајно оштетено службено оружје на Министерството за внатрешни работи. На уништувањето на ово оружје присуствуваше министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Еве денеска имаме можност овде дека во Фени по светскиот ден за борба против малото и лесно оружје 9 јули да имаме уништување на неупотребливо или оштетено оружје од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија како придонес кон овој ден и како грижата во однос на состојбите со оружјето во Република Македонија. Времето денес беше сончево со умерена облачност и топло. Утринската температура се движеше од 10 до 19 степени, а дневната од 25 до 32 степени. УВ индексот изнесуваше 9. Според прогнозата на метеоролозите, времето утре ќе биде сончево, ќе дува умерен повремено засилен северен ветер. Утринската температура ќе се движи од 11 до 20 степени, а дневната од 25 до 31 степен. УВ индексот ќе изнесува 9. Временската прогноза беше последната содржина од денешните регионални вести. Имајте пријатен викенд.